Точно, студио Кавадарци го доби новиот татко, а тоа е господинот Митко Јанчев од редовите на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Тој од кавадарчани кои излегоа 76,62% од граѓаните освои 13.180 гласа, со 11.538 гласови беше Бетијан Китев, а 316 имаше неважечки ливчиња. Ова се уште неофицијални информации, но сепак јас ќе кажам дека овде победата се прославува, еуфоријата е на ниво, голем број на симпатизери и граѓани се присутни овде на плоштадот во Кавадарци. До мене, како што може да забележите, е кандидат, односно веќе градоначалникот Митко Јанчев. Господине Јанчев, како се чувствувате? Прво добро вечер на цела Македонија и посебно на жителите на општина Кавадарци, односно граѓаните. Чувството е стварно убаво, победи, едноставно граѓаните победија во Кавадарци. Јас се чувствувам како победник, односно како човек кој ќе има обврска во наредните 4 години општина Кавадарци да ја води во прав правец, во домачински правец, во она што значи приоритет на општина Кавадарци и на самите граѓани. Така да јас ова го кажувам дека победници во Кавадарци се граѓаните на општина Кавадарци. Пред малку се обративте до граѓаните и сега имате уште една можност да се обратите, ќе им се заблагодарите за поддршката што ви ја дадоа. Апсолутно, јас се заблагодарам прво на сите оние 76% што излеголе 24.500 или 25.000 граѓани, за тоа што го оствариле своето граѓанско право, кое што е многу битно за општеството. Се заблагодарам исто поготово на оние што гласале за мене, другите нормално не ги осудувам, и до ниве на благодарност. Од понеделник, односно од наредна недела, Кавадарци ќе биде сплотен град, град кој што треба да живеат сите заедно, ќе работиме заедно и ќе твориме за Кавадарци, за нашите деца. Така да е една голема благодарност за кавадарчани и мислам дека општина Кавадарци за прв пат ќе има човек градоначалник кој ќе доаѓа од бизнис секторот, кој ќе откажан од плата, кој ќе откажан од службено возило, кој ќе откажан од возач, се во интерес на општината. Го поздравивте и вашиот против кандидат Бетијан Китев и рековте дека му стоите на располагање кога станува збор со работка во интерес на Кавадарци. Апсолутно со работка. Јас се ќе повторам и за вашата телевизија. Значи, првиот мој работен ден во општината го повикувам господинот Бетијан Китев, кој што беше мој против кандидат, да дојде да го испие кафето заедно со претходниот градоначалник и со оние градоначалници претходно што ги имала општина Кавадарци, за да се усогласиме да направиме добар кабинет, да направиме кабинет кој ќе го водам јас во интерес на Кавадарци. Така да ги видиме сите програми, нашата програма нормално ќе ни биде приоритет да се ја споредиме. Меѓутоа, ако имаат забелешки и сугестии, ги повикувам сите првото утринско кафе да го пијам со нив и оние против кандидати кои што изгубија во првиот круг, нормално и тие би имале некои добри амбиции и желби за Кавадарци. Јас сум сигурен дека сите сакаат да направат поубаво Кавадарци, а Бетијан поготово го поздравувам поради тоа што ќе биде иден, односно тој е веќе пратеник и ќе продолжи со пратеничка функција и сакам јас како градоначалник, тој како пратеник заедно со пратениците на ВМРО ДПМН и другите опции што ги имаме Кавадарци да твориме и да ствараме за Кавадарци. И веќе кога сте градоначалник, спремен сте да ги остварите сите ветени проекти кои ви беа во предизборната програма? Да, еве сега по завршување на изборите, ја ќе потврдам дека нашата изборна програма 85% беше правена врз основа на буџет на општина Кавадарци, не беше правена на памет, а се што значи за плюс екстра приходи во општината или донации, може да се изгради повеќе. Ви посакуваме многу успех и реализација на ветеното. Благодариме, уште наш поздрав, овој пат Кавадарци победи, мене ми е многу мило и гордост ми е што можеме да створиме нешто за нашите идни генерации. Ви благодарам. Благодарам. Студио, тоа накратко беше разговорот со новиот градоначалник на Кавадарци Митко Јанчев.